Се наоѓаме на адреса Васил Ѓоргов, број 24. Тоа е оваа зграда во населбата Капиштец, каде во стан 27, верували или не, има пријавено дека живеат 31 лице кои се евидентирани како гласачи во избирачкиот список. Лицата кои што се запишани како гласачи се сомневаме дека се од Мала Преспа од Албанија, кои треба режимот да ги злоупотреби на денот на гласањето. Ова не е единствениот ваков случај кој до овој момент го откривме и се работи за лица кои досега не фигурирале на ниту еден избирачки список во досегашните избирачки избори и циклуси во Македонија. Конкретно, само на овие адреси: Аминта Трети, булевар Илинден, Васил Ѓоргов, Димитрije Чуповски, Јордан Мијалков, Киро Крстевски Платник, Максим Горки, Стале Попов, Франклин Рузвелт, булевар Страшо Пинџур, Даме Груев, Димче Мирчев, Коле Неделковски, Мирослав Крлежа, Народен фронт, Орце Николов, Свети Николска и булевар ВМРО се запишани најмалку 345 фантомски гласачи. Најскандалозен пример дека се работи за класична изборна измама е адресата Максим Горки, број 11, влез 1, стан 2, каде се запишани, верували или не, 60 лица. Во прилог ќе ви доставиме и видеозапис од мини анкетата која теренски ја спроведовме на дел од овие адреси во општината Центар и каде самите, прекува си целата македонска јавност, ќе се увери дека се работи или за непостоечки, или за напуштени станови во кои не живее никој. Онаму каде што некој живее, овие лица ги нема. Дополнително, на некои адреси, каде е регистрирано дека живеат голем број на вакви лица, самите ќе видите дека собствениците на становите се чудат што се случува и кои се тие луѓе запишани на избирачкиот список. Но има еден конкретен случај, исто така во Капиштец, каде дел од лицата најдени во становите самите признаваат дека се од Мала Преспа и дека ќе седат, верували или не, до недела, па после ќе си одат назад во своите домови. Дека имаме причина основано да се сомневаме дека се работи за изборна измама на режимот, говори и фактот што дел од становите на кои се водат овие фантомски гласачи се во собственост на јавното претпријатие за стопанисување со стамбени деловен простор, за што за еден од тие станови ќе ви прокажеме и фактура за закупнина од ова јавно претпријатие, што ја најдовме пред напуштениот, празен стан. Досега како опозиција, согласно искуството од претходните избори, во стотици наврати побаравме и предложивме конкретни измени на изборното законодавство, кои се препораки на ОПСЕ и ОДИХР, а со цел да се спречат вакви или сите можни злоупотреби кои ги прави власта. Никола Груевски ВМРО ДПМН упорно одбиваат да ги прифатат. Секојдневно откриваме нови и нови злоупотреби како и илјадници причини зошто режимот не сака прецизни изборни правила за слободни и фер избори. За оваа изборна измама веднаш ќе бидат известени наблюдувачките мисии на ОПСЕ и ОДИХР и сите амбасади, од кои ќе побараме со своји представници да ги покријат гласачките места каде треба да гласаат овие фантомски гласачи. Но она што е сигурно е дека наблюдувачите на коалицијата, тоест нашите чувари на победата, ќе бидат засилено присутни на овие гласачки места и ќе ги чекаат овие фантомски гласачи. Бидејќи за упис на овие фантомски гласачи директна надлежност има Министерството за внатрешни работи. Нашиот правен тим подготвува кривична пријава против Гордана Енкуловска. Конечно, сакаме јавно да порачаме дека ова е последно предупредување до ВМРО ДПМН. Ги повикуваме веднаш да се откажат од намерите да направат дрска изборна измама. Изборите мора да бидат фер и демократски. ВМРО ДПМН ја сноси одговорноста за легитимноста на овие избори и за последиците врз државата кој би ги предизвикал изборниот фалсификат. Пред виденчина изјавата на председател Зеленковски поманал дека да се чекаат изборните резултати да се дадат предвремени парламентарни избори. Може да се толкува ова и тоа како повед можност за непризнавање на изборните резултати? СДСМ ќе ги превземе сите
правни, политички, оперативни механизми за да спречи дрска изборна измама и фалсификување на волјата на народот, која што може и за жал веќе ја прави ВМРО-ДПМН и режимот на власт. Последниот период остануваат уште неколку дена. ВМРО-ДПМН го повикуваме се повлече од оваквите изборни измами. Одговорноста за легитимноста или нелегитимноста на овие избори паѓа и ја сноси исклучиво ВМРО-ДПМН и последиците што тие ќе ги предизвикаат за Република Македонија. Повелете. Ако ови фантомски гласачи бидат запишани во избирачкиот список и имаат лична карта на таа адреса. Повелете прашање од новинари, се извинувам. Податоците ќе ги правиме ние што сме тоа. Дали има други прашања? Дали освен во Скопје имате евидентирано други случаи во други места во Македонија? Да, се уште ги откриваме. Јавноста беше сведок од поодамна, уште пред да започне изборната кампања, дека за жал овие лица се манипулираат и злоупотребуваат масовно во Ресен. Сега гледаме дека тие се населуваат фантомски и во општината Центар. Да, работиме и на анализа и проверка на избирачкиот список и во останатите општини и сите утврдени конкретни случаи, кои што вие ги утврдивме и на лице место на терен, ќе ги соопштиме и на јавноста и на наблюдувачките мисии и ќе ги превземеме сите механизми да овие фантомски гласачи не бидат дел од изборната измама која што ја спроведува режимот на ВМРО-ДПМН. Повелете. Очигледно е дека имам притисок од власта кон работените во локалната администрација на ниво на Македонија. И повеќето не се плашат да си го дадат својот глас или онака како се чувствуваат на денот на изборите. Дали откако евентуално на 24-ти се смени раководството на локалната самоуправа во Скопје и другите општини во Македонија, планирате да ја професионализирате без тие луѓе да се плашат со промена на градоначалничкото место дека нивното работно место загрозено? Да, евидентирани се голем број на случаи кои што државните функционери и локални на ВМРО-ДПМН вршат притисок, заплашување, изнудување и ние сите случаи педантно ги евидентираме, ги архивираме, правиме црна книга за кое што ќе информираме јавност и наблюдувачките мисии. Оно што на сите им е јасно е дека тоа што го прават државните и локалните функционери на ВМРО-ДПМН, како вчера, конкретно во Паланка, преку центрите за социјална грижа, каде што нивните кандидати или други државни функционери делат брашно, зејтин, нудат пари, ги заплашуваат луѓето, ќе представува мотивација на граѓаните на Република Македонија да го казнат овој режим на 24 март во недела. А после тоа, со промената на локалната власт, со победата на опозицијата и со отварањето на формалната можност за предвремени парламентарни избори, секој оној кој што се огреши од законот, сериозно, кривично ќе одговара и за тоа тие такви функционери на ВМРО-ДПМН ќе се најдат наместо во своите фотели во институциите кои што се задолжени за криминалци. Овој државен криминал што се прави мора да биде победен од народот и во рамките на правната држава сериозно санкциониран.